Почитувани гледачи, добродојдовте на уште едно неделно интервју, Zoom интервју. Јас сум Насер Салмани, а со мене денеска е господјата Сладјана Тасева, председателка на Transparency International Македонија. Господина Тасева, благодарам што прифативте да разговарате на неделното интервју на Zoom. Почитуван Насер, одамна не сме се виделе, но ви благодарам за поканата и се разбира со задоволство ја прифатив оваа можност за разговор, затоа што сметам дека имаме за што да зборуваме. Еве, повод нека биде, пошто повод ни беше и ние последниот извештај на Transparency International, каде што Македонија на вистина се рангира многу лошо. Практично ние сме така испаѓа најкорумпирани во регионот. Дали ви изненади искрено ваквата оценка на Transparency? Најниско рангирани во регионот или најкорумпирани, ако сакате, исто така и во Европа. Мислам дека многу лошо сме рангирани, меѓу најкорумпирани с Молдавија само со нас и Босна и Херцеговина. Мислам дека ова дали беше очекувано. На некој начин, дури можам да кажам дека и бев разочарана кога го видов резултатот, меѓутоа не можам да кажам дека не беше очекуван. Затоа што ако сакаме да гледаме прогрес на индексот за перцепција на корупцијата, тогаш навистина треба да се очигледни и јасно препознатливи и да имаат ефект реалните активности, вистински активности за борба против корупцијата, што не беше случај кај нас во овој период. Ние да објаснам веднаш, индексот е заснован на истражувања спроведени во минатата 2020 година и во 2019 година. Значи во тие две години, освен декларативно изразено, искажано, како политика, како политички став, како донесен закон, како определба дека ќе се прави реформа, тоа се политички декларации. Освен декларативната заложба, ние не видовме реално да се направи исчекор во вистинска борба против корупцијата. Токму тоа го гледаме сега. Значи, ние гледаме дека декларативното не е доволно и не помага за да се смени мислењето, перцепцијата, искуството на сите оние кои што се прашани за состојбата во Македонија, дали нешто се подобрило во борбата со корупцијата. Не е доволно да донесеш закон за спречување на корупцијата и да формираш комисија. Треба да ја овозможиш на таа комисија да работи. Треба да ја дадеш можности да постигне резултати во тие надлежности што и се дадени или резултати во работата на другите институции. Еве неколку причини, каде спомнавте дека не е доволно само закони да донесете, ама треба тие закони да ги спроведете. Кои се другите причини кои што на нас не рангираат вака лошо на тој индекс? За причините не треба исто да збориме без да имаме реални показатели. И сето тоа го прави на тој начин Transparency. Значи, за Македонија, од истражувањата кои што се направени и кои што се земани како основа за формирање на овој резултат за индексот за перцепција на корупцијата, гледаме дека дека дел од истражувањата се од областа на економијата, како што се World Economic Forum, светскиот економски форум, кој што е многу престижна институција, или единицата за анализа на весникот Economist, кои што прават сериозни истражувања во областа на економијата, или светскиот форум, проект за правда и владење на правото, или Freedom House. Тоа се релевантни, реномирани институции кои што работат во овие области, во сферата на економијата, во сферата на владење на правото, во сферата на човековите права. Слобода на медиум. И слободата на медиум и Freedom House.
Значи, ама ние можеме декларативно да кажеме дека имаме подобрување или се залагаме за слобода на медиумите, еве конкретно. Меѓутоа, резултатот на Freedom House, кој што е искористен за исто така и за минатата година и оваа година покажува намалување во 0,5% во индексот. Значи, нешто се случува во сферата на медиумите, што не е препознаено од Freedom House како подобрување, туку како назадување. И тука ние бележиме пад на индексот на Freedom House и оваа година имаме помал резултат од минатата година. Помал резултат имаме и во анализата на светскиот проект за владење на право и правдата. И тоа за дури 2 индексни поени. И ако ние сме паднале во слободата на медиумите и во владењето на правото, и тоа за цели 2 поени во владење на правото, значи искажувањето дека ќе се прави стратегија за реформа, па после ќе се реформира судството, веќе 4 години го имаме, не е доволно за да некој процени дека нешто е направено. Значи, недостасува ефектот. И затоа, кои се областите? Еве ги областите. Очигледно е од овие истражувања каде? Ние во економските индикатори имаме мало подобрување во индикаторот на економскиот институт. За 0,20% имаме подобрување во тој индикатор. Ама исто или во Global Insight 0,5%. Ама тие не се доволни наспроти овие другите што се пониски. За да создадеме За да се подобри резултатот. Значи, затоа сме на исто ниво како лани. Не се сите сме паднале на ниво на владење на право, сме се подобриле малку на економските индикатори, ама тоа не е доволно за вкупниот резултат за индексот за перцепција на корупцијата. Последните години Европската комисија, амбасадорот на САД овде во Македонија, поексплицитен беше минатата недела холандскиот амбасадор. Праќаат јасни пораки. Борете се против корупцијата, направете реформи во судството. Дали овој извештај може да биде уште еден аларм за владата на Заев дека навистина крајно време е да сериозно да размислат да испорачуваат резултати во област? Јас ќе додадам, прво одговорот е да, но ќе го дојдам до тоа. Ние го имавме предходно амбасадорот на Германија овде во Скопје, кој што предходниот амбасадор, кој што беше исто така многу експлицитен и многу дециден за тоа дека треба да се бориме против корупцијата, уште кога се зборуваше за методологијата и за нова методологија и за почеток на преговори и така натаму. Беше прифатен исто така со негодување од страна на власта. Го имаме, ги спомнавте амбасадорот на Холандија кој што го поддржа истражувањето што ние го правевме за ризик од корупција при вработувањата и амбасадорот постојано го цитира тоа. Бројот на препораки, активности што се предложени, точно посочено каде што треба се направи. Амбасадорот на Соединетите Американски држави. Да не забораваме, во извештајот на Европската комисија официјално е напишано дека Македонија е заробена држава. Значи, тие се предходните пораки. Тие пораки ги имавме и кога имавме 5 места повисоко, што се пак многу ниско. Но ова е уште една препорака. Историски најниско рангирање на државата на индексот за перцепција на корупцијата на 111-то место треба да биде навистина многу силен сигнал, многу силен знак, препорака дека нешто сериозно не е во ред и дека вака повеќе не можат работите да се сокријат и да се стават под тепих од тоа што индексот е само уште еден показател од се она што го слушаме ние и од сите други, не е ова нешто ново, само што ова е многу поексплицитно, кој ќе го видиш вака на графикон дека паѓа надолу вртоглаво,
Многу подобро се гледа отколку пораката што некој ќе ја каже во медиумите и како ќе биде разбран. Вице-премиерот Николовски, одговорен за борбата против корупцијата, верувам дека ја следевте неговата изјава, вели дека ова е само перцепција. Ме подсети, со оваа оценка, ме подсети на една средба кој што и јас учествував со поранешниот премиер Никола Груевски, кога колеги од целиот свет дојдоа тука на мисија да утврдат што се случува со слободата на говорот во Македонија. Откако Груевски ги изслуша сите, рече, видите, знаете, тоа е само перцепција. Состојбата е сосема поинаква. Сакам да прашувам, дали ова владата на Заев почнува да заличува на режимот на Груевски? Во принцип, сите тие кога се на власт ги користат овие изразувања за на некој начин да го тргнат проблемот од себе. А кога ќе кажат така, проблемот не е кај нив, туку кај тој некој друг што не се потрудил поубаво да го направи истражувањето, оти они не се баш такви, тоа само така изгледа. Ама како така? Значи, во тој аспект, сите тие личат едни на други. Јас 20 години, откако е основано Transparency International во Македонија, постојано сме на обратната страна од власта. Значи, секогаш кога се во опозиција се согласуваат со нашите ставови, кога се на власт, не ги прифаќаат. Станувате тенденциозни. И затоа велам, тие сите во тој дел личат едни на други. Не можам да се пофалам и да кажам личат едни на други со подготвеноста да разговараат со нас за ова. Затоа што верували или не, и во тоа личат едни на други. Ни едните, ни другите не повикале на разговор, како вие што сакавте да дојдете и да разбереме и да им овозможиме на граѓаните да разберат што е ова во суштина, никој не повикал на разговор да рече, луѓе, дајте да видиме што е она што најмногу треба да го направиме за да се подобрат состојбите. И на индексот и воопшто во државата. Значи, и едните и другите одбиваат разговор, одбиваат комуникација, отфрлаат ваков тип на реномирано, референтно, релевантно истражување, затоа што на нив не им се допаѓа и не им одговара. Значи, тука апсолутно личат едни на други. Тоа покажува практично дека отсутствува и волја, политичка волја да се справуваат со тоа. Дилемата ми е дали имаат капацитети ова влада да се зафати во борбата против корупцијата во сопствените редови. Да не збориме за криминалот од претходната власт. Значи, волјата најчесто тие ја декларираат. Само ние имаме волја, донесовме закон. Или имаме волја, ги спроведовме препораките на Греко. А што се препораките на Греко? Да се донесе етички кодекс за државните службеници, да се донесе. Ама кој ќе го спроведе? И како ќе се спроведе? И дали ќе се спроведе? Да се донесе закон за спречување на корупција и тоа се направи. Значи, едно е да спроведеш декларативно нешто, да донесеш закон или етички кодекс, по мене сето тоа е декларација, недостасува волјата за имплементирање. Донесовме пред 3 години и стратегија за финансиски истраги, која што требаше да обезбеди следење на финансиските текови. 3 години владата не се договори кој ќе раководи со телото за контрола на спроведувањето на таа стратегија. Спорадично некои работи се имплементираа благодарение за интересираноста на луѓето што учествуваа во таа стратегија. Не постои реална политичка волја за борба против корупцијата, затоа што нема буџет за обвинителството за истражни центри, нема буџет за антикорупцијската комисија, таа нема софтвер, нема компјутер, нема капацитет, односно нема кадар и опрема доволно во финансиската полиција. А владата да доделува како Дедо Мраз поддршка за земјоделство, поддршка за граѓани за погодени од ковид. Значи,
пари има, меѓутоа парите не се насочуваат таму кај што реално ќе има ефект ова земја. Знаете што, и тие пари што ги даваат, јас не сум против тоа да се даваат субвенции. Ама ние видовме многу корупција во субвенциите во земјоделството. Се даваат на доказ дека си земал под наем земјиште, а не на доказ дека нешто правиш со тоа земјиште. Или се даваат пари да се изградат мали хидроцентрали и тие што ги градат викаат важно ја да ја направам, добивам милиони за тоа, после не морам да работам. Значи како се даваат тие субвенции? Они, ако се воспостави ефикасно борбата против корупцијата и да се може да се конфискува она што е украдено од овој народ, тогаш ќе има пари и за болници што ги немавме сега за ковидот, ќе има пари и за патишта таму каде што ги нема и за се друго. Меѓутоа, они се користат со државните, нашите пари, за на некој начин пак подкупување на гласачите со давање на тие минимални поддршки, субвенции и така натаму, а се избегнува да се навистина направи ефикасен систем за борба против корупција и перење на пари и да се запре незаконското одлевање на парите од буџетот, што многу ќе придонесе во општото добро. Не само да кажат, јас ти ги давам парите, бе тие се мои пари што ги даваш ти, не се твои. Така е. Дали сметате дека одлуката на Заев да формира влада со ДУИ и амнестијата на луѓето од блиски на Груевски во името на простување, на единство во земјата, на некој начин му ги врза рацете на Заев. И практично Заев сега е заложник на тие две групации, кои што едната му е во влада, другата надвор од влада, меѓутоа очигледно има силно влијание, а во меѓувреме се формира и такви клиентелистички релации внатре во СДСМ. Најлошо е кога нема да се расчисти со она што претходно самите тие го гледале дека не е добро. Значи, претходно имаше ставови, не може ова да се толерира, не правиме влада ваква, не правиме влада однаква. После, кога ќе дојде на сцена политичкиот интерес, спакуван во пакетот на општото добро, затоа што на нас ни треба влада за да ние ја внесеме Македонија во Европа, и се под тие флоскули се прават различни компромиси. Ние сме држава на компромиси, држава на амнестии, држава на аболиции, држава во која што владее се, ама не правото. Сите договори се прават надвор од собрание. Надвор од собрание ќе се договорат дека треба да се смени член во законот за да се намали казната, за да се амнестира некој син некаде, за да мајката пратеник гласа за устав. Мислам, сето тоа се коруптивни шеми кои што народот треба да ги види. Се носат закони из померка, амнестии се прават и таму каде што не треба. Амнестијата, кога што ја дефинираат во закон, е една работа. Има недопирливост. Амнестија договорена за сцена. За овие за кои што зборуваме, функционери кои што цел живот биле тука, ама се недостапни за правдата, и оние за кои што има и напишани обвиненија, ама се уште недостапни за правдата, тоа е недопирливост. Тоа е повторно политички договор. Зошто? Затоа што политиката го контролира и судството. Ние немаме формална поделба на власта, законодавна, извршна и судска. Тоа После 30 години ние уште збориме дека таа поделба не функционира. Значи, тој што е политички на власт контролира се. И судство, и парламент, и бизнес, и влада. И како ќе работи администрацијата. Се додека тоа го толерираме ние, граѓаните, тоа ќе имаме ваква состојба затоа што политичарите ги интересира нивниот политички интерес. Не ги интересира, за жал, интересот на граѓаните на оваа држава. Затоа немаме млади луѓе.
одат тамо каде што можат да знаат дека ќе живеат нормално. Што, како граѓански активист, веќе долги години ги следите состојбите со корупцијата, што би препорачале на владата? Да речеме 3 препораки. Што треба да направи за конечно таа декларативна заложба да ја преточи во акција? Значи, кога оваа влада ќе одлучи да направи ветинг, денеска слушав отворена емисија на телевизија во подготовка за на работа, сите граѓани што се јавија со проблеми во судството, со спрегите меѓу судовите, адвокатите, апелација, извршителите. Не може да бегаме од сериозна реформа во судството, тоа мора да се направи. Еднаш сами мора да кажат, ќе ставиме во институциите, ќе овозможиме да работат компетентни, а не партиски луѓе. Тоа е столб, значи судот е столб, администрацијата да биде независна, исто така еден добар, сериозен столб кој што ќе ја понесе реформата на оваа држава и да не се мешаат во бизнисот. Не може во бизнисот договорите да се склучуваат во влада. Договорите за инвестициите треба да се склучуваат тамо каде што ги е место. Значи, они треба и се разбира овозможување на граѓаните да учествуваат во носењето на одлуките и почитување на ставовите на граѓанскиот сектор. Не може игнорирање ни на граѓанскиот сектор, ни на антикорупцијската комисија. Оваа држава е наша заедничка, не е нивна. Ние сакаме држава во која што ќе нема корупција. Држава во која што ако треба владите нека се менуваат на 2 години. Искажувањето зошто зборуваш вака, сакаш ли другите да се вратат, апсолутно е неоправдано и неодржано. Јас не сакам вакви корумпирани да владеат. А ако се менуваат сите на 2 години, подобро. Барем никој нема да фати корен и да ги заграби и да ги узурпира сите институции. Господја Тасева, благодарам на разговорот. Благодарам јас.